Личи малку агресивна. Има многу бавелива, да. Три, два, еден, почнемо. Почнува седма сезона Тинтери Минтери. Почнуваат Тинтери-минтери вести. Мислам дека сигурно ова е за мене. Бар ние во научниот клуб сме цивилизирани. Можеме да добиеме и награда. Дечке, мене ми се јаде ќе пука. Сака да одиме да купиме нешто за јадење? Па, да, ама немам пари. Чекај, јас имам. Платив за екскурзијата од школа. Имам јас само 10 денари. Дечки, ја ќе идам да прашам дали може да ми позајми оној продавачот. Па, утре ќе му дајаме пари, мислам што. Секој ден купуваме, а не сака. Нешто, ја ќе одам да украдам еден чипс. Да може да крадеш, зашто да крадеш? Пошто он не ни дава, па ќе отидам да украдам. Немој, брат. Дечки, видете, украдов чипс. Сакате? Не, ја не ќам. Зашто вака? Ајде, ништо не, ајде. Па, не е во ред сега. Абе, ајде за еден чипс. Па, не, пак, мислам, не ми е пријатно. Абе, чипсе ништо неа да биде. Абе, иди врати го, молим ти се, не прави глупости. Мене ич не ми е окей ова што го направи, стварно, молим те, не. Ајде бе, што ви е, обичен чипсе ова. Тоа се вика крадење. Јас си одам дома. Леле, ама сте стрини, ќе го вратам. Зашо не го врати, бе? Абе, го вратив и признав. Епа, што се случи? На чичкото се му раскажа и он рече, пошто сум бил и чесен, ми го подарува. Опа! Ти реков? Честност, секогаш ќе се исплати. Вие гледате, ние Ние гледаме, сите гледаме Тинтери-минтери шоу! Не знаете што се случи. Па, не знам ни јас искрено да ви кажам, ама... Марија ми кажа дека Марко уште ме сака. Ама, како може он мене да ме сака, кога сум ваква? Он е толку паметен и добро се однесува со сите и има огромна почит спрема постарите.
Мислам, секогаш им го оддава неговото место во автобус или воопшто им помага. И многу е сладок со неговата помала сестричка. Многу сладко девојче. И само едно влакно од главата ако и фали. Па не знам што да ви кажам. Не знам што може да ви се случи. А искрено не сакам ни да дознам. И многу е сладко кога он ќе ја даде поголем дел од чоколадото, например. Или кога и плете плетенки. Сега тоа не завршува најдобро, ама пак. Ама тоа мало девојче порас. Јас порас. Ама тебе бато те нема. Зошто? Нели не е фер? Зошто не си тука пак да ми плетеш плетенки? Зошто не си тука пак да ми дадеш поголем дел од чоколадото? Или зошто не си тука пак да ме заштитиш? Камо таа вечер да не те пуштав? Камо да можев и јас тебе еднаш да те заштитам? Многу те сакам, бато. Многу ми фалиш. Точно ете, јас сум само дете, од срце ги ширам, рацете и двете, сила така давам на тато, мама, дете, и тие да ме гушнат, на нив сигарете. Не сакам мобилен, патики гардероба, на сала сакам од баба, кифлечки да пробам, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат, твој цел свете. Hrana mi se pregledki, bahne žite se, soda, sila ke go osvojam za svet. Ti si dete, veli mama, i ni ne te pišveš sama, biti vrijedna vežbajući se, dobro ke se sluči. Mnogu je ubavo što ja su dete, svide mi velać, tvoj cel svete. Mnogu je ubavo što ja su dete, svide mi velać, tvoj cel svete. Mnogu je ubavo što ja su dete, svide mi velać, tvoj cel svete. Mnogu je ubavo što ja su
Дечки, која ви е милена боја на очи кај машки? Мене ми е сина. Мене ми е кафеава. Сината е 100 пати побава. Не, 1000 пати е кафеавата. Не, сината е подобра. Не, кафеавата е. Сината е. Кафеавата е. Сината е. Кафеавата е. Само да знаеш, Филип има кафеави очи. Секој ден го гледам во училиште и тој има сини очи. И точка. Сигурна си? Да, 100% сум сигурна. Не, има кафеави. Има сини. Само да знаеш, он седи до мене и не само што седи до мене, секој ден играме граница и го гледам. Има кафеави очи. Дечки, не се карајте. Шо е важно какви очи има? Како не е важно? Баш важно е. Да, не е важно, него преважно е. Па ако толку ви е важно, ќе го викнеме Калин заедно одат на фудбал. Здраво, дечки. Здраво, Калин. Калин, имам едно прашање. Не ли ти и Филип одите заедно на фудбал? Да. А какви очи има Филип? Филип има зелени очи. Како? Зелени? Да. Нели има кафеави? Чекај, нели има сини очи? Па дечки, јас не знам, што е важното? Ај, чао. Добро, да не се караме. Ајде, кажете ми на кој инструмент би сакале да свирите. Па јас би свирила на пијано, зашто Филип свири на пијано. Јас би свирала на гитара, бидејќи Филип свири на гитара. Не, Филип на пијано свири. Не, на гитара свири Филип. Не на пијано свири. На гитара свири. На пијано, девојче, ти знаеш ли нешто за него? На гитара свири. На клавир свири. На Абе, гитара дечки, не се свири. карајте. На гитара. На клавир. На гитара свири и дури има свој бенд. Сите знаат дека Филип свири на пијано и точка, свати. Филип свири на пијано. Добро, не се расправајте. Ајде ќе викнеме пак Калин. Ајде. Здраво, дечки. Здраво, Калин. Зошто ме викнавте повторно? Ајде, Калин, кажи. Дали Филип свири на пијано или на гитара? Филип, мислам дека Филип не свири на никаков инструмент. Свири на гитара. Не, на клавир. Не, на гитара На свири. клавир свири. На гитара. На клавир. На Деч, гитара на свири. клавир. На гитара На клавир. свири. На На гитара. клавир. На гитара свири. На клавир. На што свири? Свири на клавир. Дечки, јас сватидо. Значи на гитара свири. На клавир свири. На гитара свири. На клавир. Добро, ако толку сакате да заборите за Филип, ајде, што мислите, кој му е симпатија? Па нормално, мене ме сака. Тебе! Мене ме сака, немој да правиш смеј. Не, мене ме сака да видиш уште како збореше за тебе. Ау, кога игравме граница, знаеш све што не изнакаше за тебе и дури каже дека малку му се свиѓам. Да, сигурно пред тебе ќе каже. Да, и Кој Калин се беше срами од таму. наставниците, а не па од тебе. Ау, Калин беше таму. Да, беше. Дечки, Да, не се беше. карајте, ајде, леле, па сега, само се карајте. И Калин беше таму. Ако сакате ќе го викнеме. Ајде ќе видиме. Ајде, ќе го викнеме да Ајде. видиме. Ајде. Здраво, дечки, трет пат ме викнавте. Имаме едно прашање, уште едно. Дали знаеш кој му е симпатија на Филип? Тоа Филип ми каже дека тоа не смеам да го откријам на никој. Тоа е само помеѓу нас двајцата е нам. Ете, ви кажав, мене ме сака. Буквално Калин кажа дека не треба да каже. Па за тоа не треба Па да тоа кажеш значи што дека сум мене јас. ме сака. Не, тоа значи дека Значи мене ме гледаше Мене во ме очи. сака. Мене ме А гледаше. ја кога во очи. играм граница, мене ностоп ме гледа. Чекајте, ако сакате, ќе му пишеме порака. Ќе го замолиме да ни каже за да престанете да се карате. Но нема ни да ни прати, зашто ќе рече Мила е таму, Мила ја сакам и нема да прати. Сигурно нема да ви пише за 5 минути, ја и он сме на тренинг, така да нема да има време да ви пише. Дечки, јас ќе си да чао.
Значи мене ме сака. Мене ме сака. Ај, ќе му пишам. Чекај Не, само сакам. секунда. Не се карајте. Еве му пишувам порака. Му пратив, сега ќе одговори. Еве, ја видам. Што пишал? Што кажал? Еве пишува. Името на мојата симпатија завршува на буквата А. Мила, јас сум тоа, мојата завршува на А. Мисли малце, и мојата завршува на А. Па сигурно сите девојчиња завршува на А, како Калина и сите. Како можеме да знаеме? Стигнаше на порака. Што кажал? Леле. Тоа ќе остане моја тајна. Дички, ја веќе не можам, јас си одам по вас. Па ми се змачи. Подобро е некои работи да останат тајна. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме Тинтири Минтири шоу! Да ви кажам нешто за мојот брат. Многу е досаден. Ама многу. Не мислам за некој од работите што ги прави и што ги кажува, туку за се, ама за се се врска со него. Досаден. Дури неговиот глас треба да каже само еден звук и ме нервира. Особено кога дише. Цел филм го гледам како дише. Кога ќе размислам, нема ниту една работа кај мојот помал брат што му кажал нешто добро за мене. Ама знаете што? Само чипнете го и ќе си имате работа со мене. Цел месец сум на проба, пишувам домашни, следувам соба. Послушна не сум била, ми фалат само ангелски крила. Тато, баба, дедо, јас ќе му земам редот, моја гржак е рекс и закоска и за кекс. Немам гајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, се ќе сторам јас за кутре. Немам гајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, се ќе сторам јас за кутре. Јубочишном ќе го шетам, ништо нема да му смета. Храна јас ќе му бирам, ќе го галам и дресирам. Раце редовно ќе ми jem рано, ќе си скем да чуват прав. Нема да ми биде страх. Немам гајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, се ќе сторам јас за кутре. Немам гајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, се ќе сторам јас за кутре. Тато, баба, дедо, јас ќе му земам редот, моја гржак е рекс и закоска и за кекс. Немам гајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, се ќе сторам јас за кутре. Немам гајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, се ќе сторам јас за кутре. Немам гајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, се ќе сторам јас за кутре. Немам гајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, се ќе сторам јас за кутре. Знаеш што? Вчера цела вечер учев математика. Мајка ми не ме остави на мира
една задача да не решам. Не е фер. Јас не ни учев. Исто и јас. Како? Добро бе, како доби петка по математика без да си вежбал? Па гарно, ме видува зла математика мене. И мене. Никогаш не учам за тестове, секогаш добивам добри оцени. Исто. Блазе си, ти би сакала да бидам на твое место. Замисли да не требаш да вежбаш математика. Дедо ми вели дека математиката е дама на која што секој ден треба да и се поклонуваш. Тоа значи дека секој ден треба да учиме. Што кој може да издржи да учиш цело време? Па ни јас тоа не можам. Искрено, ја не би учил толку време. Секој ден по 4 сати да учам. Како да не? Труд или талент? Прашање е сега. Па вие значи имате многу слободно време. Ние, талентираните, трошиме многу помалку време отколку вие обичните. Ние талентираните сме посебни. Слушнавте за квизот по математика? Да, треба од секое оделение да се изберат по двајца што ќе одат на тој квиз. Па може би е добра идеја вие да се пријавите. Да, сите ќе славиме ако победите. Па кој друг, ако не ние? Ние више се пријавивме. Ако изгубите, ќе не посрамотите пред цело оделение и пред цела школа. Затоа подобре да вежбате. Иако сте толку паметни. Ако победите, јас ќе ве частам сите. Тоа е лесно, не треба се вежба. Ќе победиме без гајла. Дечки, победивте? Па не изгубивме. Добро, колку поени освоивте? 2 од 20. Што? Како може така? Добро, вие бевте последни? Па имаше едни позадни нас, а останатите 15 беа пред нас. Па тоа е катастрофа. Сега сите од другите одделенија ќе ни се смеат. Јас мислам дека е подобро да не кажуваме на никој. Ама веќе сите знаат. Талентот е важен, ама трудот е поважен. Така изгледа. Талентот без труд е зауден. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме, Тинтири-минтири шоу! Дечки, како ми умира на бојава? Акција. Дечки, како ви умира на бојава на очи на Машки? Мене ми е сина. Ма брат, зашто се смее? А зашто не каже? Здраво, дечки. Здраво, Калин. Калин, не ли ти... Барбара, дојди мамо. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири-минтири, тинтири